Сто луѓе влегоа през ред. 100 луѓе. Најмалку. Никаде. Ја мислам дека ова го нема никаде. Ова е срамота. Пати, овој ми е четврти пат како чекам. Ова е секојдневната атмосфера пред пунктот за издавање лични документи во Скопје. Направен за да ја намали гужвата, но сепак придонесе за уште поголем хаос. Граѓаните брзаат да извадат пасош на кој пишува Република Северна Македонија. Неефикасноста на институциите е причина за голема нервоза на оние кои чекаат со часови. Доаѓам од 5 сат сабале, со 5:30 сум тука. И џаве, викаме, урдаме, нема фајде, нема тоа ништо. И ни рекоа до 3 сат работиме и се вративме. 10 жени бевме пред врата и на вратија. Обврската за патни исправи со името со географска одредница произлегува од Преспанскиот договор со Грција, според кој земјава го смени своето уставно име од Република Македонија во Република Северна Македонија. Македонската страна со договорот презема обврска 5 години по неговото стапување во сила. Сите лични документи и материјали кои важат и за странство да бидат променети со новото име. Преспанскиот договор стапи на сила на 12 февруари 2019 година. И не се само пасошите, ќе треба да се менуваат и налепниците на автомобилите. Оние со ознака МК ќе бидат заменети со ознака НМК, бидејќи и тие се за меѓународна употреба. За останатите документи и материјали кои се за внатрешна употреба, Северна Македонија треба да ги смени до 5 години по отварањето на соодветното поглавје од преговорите со Европската Унија. Иако и за дел од нив македонските власти побрзаат да ги исполнат обврските пред зададениот рок. Грција, за разлика од македонската страна, има обврска за непопречување на членството на Северна Македонија во меѓународните организации, како и заедничките обврски за неширење на омраза и редентизам и немање никакви претензии. За ситуација како со пасошите или слични проблеми кога една страна не исполнува некои обврски во договорот се предвидени билатерални средби, посредничка помош, па дури и можност за поведување постапка пред Меѓународниот суд на правдата. Да, тоа е оној ист суд пред кој тогашната Република Македонија доби спор против Грција, но тоа речиси и да немаше никаков ефект. Во Северна Македонија досега се издадени околу 1.250.000 пасоши со името со новата географска одредница.